Светската здравствена организација предупреди дека Европа може да очекува зголемен број на смртни случаи од COVID-19 оваа есен, бидејќи бројот на заболени повторно расте. It's going to get more tough. In October, in November, we're going to see more mortality. It's a moment that the countries don't want to hear this bad news, and I understand. But I think it's very important that this is going to finish at one moment or another. This is not the end of the world. Бројот на заразени расте во повеќе земји, а Шпанија стана првата држава во Западна Европа со над 500.000 случаи. Во меѓувреме, училиштата во Италија се повторно отворени по повеќе од 6 месеци, со строги мерки за дистанцирање, задолжителни маски и мерење на температура. Во теке школската година и во Соединетите Американски држави, а според најновите податоци од почетокот на пандемијата на над половина милион деца во земјата им е диагностициран COVID-19. Неколку универзитети беа отворени, па повторно затворени. Иако младите полесно ја поминуваат инфекцијата, тие се опасност за пошироката заедница. Пандемијата предизвика економски пад во многу земји, но според Обединетите нации тоа не помогнало многу во врска со климатските промени. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изјави дека според извештајот за климата, светот е далеку од целите на Парискиот договор за климатските промени. Според него, мерките за заздравување на економиите мора да вклучат и акција за заштита на човековата околина. Фармацевската компанија AstraZeneca ги продолжи клиничките тестирања на вакцината против COVID-19, откако беа на кратко суспендирани поради несакани ефекти врз пациент. Британските надлежни служби дале дозвола да продолжи тестирањето на вакцината, која се развива во соработка со Универзитетот Оксфорд. Вакцината на AstraZeneca и уште неколку се во третата и последна фаза од тестирањата. Бразил соопшти дека склучил договор за тестирање на руската вакцина Спутник и планира да купи 50 милиони дози. Руската вакцина беше одобрена во август пред да заврши третата фаза од тестирањето. Руското министерство за здравство најави дека масовната вакцинација во Русија ќе започне во октомври. Некои здравствени работници изразуваат загриженост од руската вакцина, бидејќи го нема поминато регуларниот процес на одобрување за масовна употреба.